civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Во делот на недискриминацијата и вклученоста во образованието, мора да кажеме дека секогаш, особено кога се работи за ромската заедница, дека секогаш прва која што доаѓа на помош се странските донатори, невладиниот сектор пред државата. И мислам дека тоа треба да се смени, вклучително во овој дел на следење на настава. Ние секојдневно се соочуваме со проблеми од најразличен вид. Во изминатиот период, од кога започна пандемијата, ние, невладиниот сектор, заедно со индивидуалци, донатори, успеавме да доделиме стотици електронски уреди на ромските дечиња, за да може да се вклучат во процесот на образование. Меѓутоа, и покрај тоа што да речеме задоволивме одреден број на лица на деца кои што може да имаат таков уред, се соочуваме и со друг проблем, а тоа е дека семејствата по дома нема електрична енергија. И сега како да пристапиме кон тоа прашање? Јас конкретно имав ќе споменам, конкретен случај во Шуто Оризари, види вака правеше прилог, лице со оштетен вид, кој што беше запишан на факултет, не добива социјална помош, за жал нема никакви услови, живее сам, без родители, и тука државата во ниту еден момент не му излегла во пресред, нити да му даде било каков додаток, да не зборам за условите во кои што лицата со оштетен вид, да речеме, се тотално отсечени од општеството. Значи, он како лице со оштетен вид нема елементарни услови да излезе од својот дом, особено во, да речеме, сега не зборувам за централното градско подрачје и во центарот на Скопје како општина нема услови, а да не збориме за некои периферни делови во кои што нема никакви услови. И сега ние тука пробавме да го ангажираме, ние преку нашиот проект, мислам не се предвидени средства, меѓутоа се обидовме да го ангажираме, да го вклучиме во системот, дека и лицата со оштетен вид може да приносуваат во нашето општество. Јас лично имав најдобар колега, затоа што студирав во Централно Европскиот универзитет во Будимпешта, лице со оштетен вид кој што беше студент на генерација и да речеме тоа и подоцна можеби ќе зборувам за ова, затоа што секогаш кога зборуваме за маргинализирани групи, зборуваме како тие треба да се интегрираат, а всушност ние не зборуваме за тоа како мнозинството исто така и треба да има бенефит од вклучувањето на другата страна. И јас морам да кажам дека тука, да речеме, кога имаме контакти, ете сега, да речам, сум припадник на ромската етничка заедница, мене ми велат дека јас треба да се интегрирам, и сега од друга страна имаме лица, да речеме, со посебни вештини, во кои што ние сега треба да тврдиме дека нив треба да ги интегрираме. Значи, и ние сега да се ставиме во една таква ситуација. Сакам да кажам дека услови државата не креира генерално за безразлика, дали се работи за социјално ранливи групи според етничка припадност или пак било таков вид на посебни вештини. Во делот на образованието, морам да кажам дека сега дечињата, за жал, не може да стигнеме во секое семејство да ја прекажеме целата ситуација. Меѓутоа, проблемите се системски, значи започнуваат, не знам, таман решаваш еден проблем, се појавува друг проблем, трет проблем и гледаш дека државата тука ја нема никаде. Дали комуницирате со државата? Дали седнавте да разговарате, затоа што има еден посебен сектор за помалите етнички заедници во образованието? Дали седнавте да им ги кажете проблемите со кои што се сочувате на терен, со луѓето кои што гледате дека имаат недостаток? Ете, ако кажеме дека институциите, што не би требало, пошто имаме еден куп рамковни вработувања и кои што седат дома, но ајде да земеме како хипотетички дека немаат доволен кадар. Тука се невладините организации кои што се на терен и да седнат и им кажат, еве ние бевме на терен, по
седнавте и му кажавте со кои проблеми се соочивте на терен, затоа што после да не биде дека не сме знаеле дека постои таков проблем. Така. Видете, средби обично ги иницираме средбите и со комисии, па дури и до највисоко ниво, дури со министрите, бараме средби за одредени проблеми да се решат. Меѓутоа, за жал, како да кажам, нашето општество секогаш има различни приоритети, а тоа се да ги решава проблемите, како да кажам, на поголемите, односно на оние, на елитите или како да кажам. Ретко има, да речеме, се случува да се реши некој проблем, или тоа би било индивидуален некој проблем, без да се оди кон некое системско решение за поголема група. И тоа, како што велиш ти, значи еден индивидуален случај ќе се реши, и тоа преку пиар се прави бум дека видите што се случило. Мислам дека тоа е генерален проблем во нашата држава и кога треба да се решаваат овие проблеми, треба да се решаваат системски, а не преку индивидуален начин. Инаку, јас тука исто во делот на образование би додал тоа дека видите сега во состојба сме децата кои што немаат елементарни услови да се вклучат на онлайн настава, тие мора да одат физички да ја посетуваат наставата, а и со тоа се да речеме да им се зголемува ризикот од заразување со COVID-19. И сега вие имате семејства кои што ги имаат сите услови по дома и на некој начин децата се заштитени, меѓутоа повторно маргинализираните, оние кои што немаат услови, повторно се доведени во состојба, да речеме повторно нешто да се случи во нивна штета. И сега јас тука во делот на дискриминација исто така би се надоврзал, затоа што по мене имаме два вида на дискриминација. Имаме еден кој што ни се случува во нашиот секојдневен живот, помеѓу нели физички лица, граѓани, меѓутоа имаме и една покомплексна дискриминација која што да речеме се случува од страна на државата. Мислам дека во тој дел државата со оглед на тоа дека не превзема никакви чекори, особено гледаме ова што се случува со Комисијата за заштита од дискриминација, помина не знам неколку години дека се донесе закон, па да видиме сега каква ќе биде комисијата. Меѓутоа поентата ми е дека уствари државата во овој случај на некој си начин со оглед на тоа дека не превзема никакви системски решенија по однос на ова прашање, ги поттикнува индивидуалците така да се однесуваат спрема одредени групи. И тука како конкретен пример, ете би го кажал последниот случај, вториот случај кој што го има со полициска бруталност во Битола, каде што не зборувам за првиот случај каде што се појави видеото, имавме нели евидентно беше и тука немаше со што да се спаси полицијата, меѓутоа во вториот случај имаме фактички имаме случај каде што лицето оди, сопругот на оштетената, оди да го пријави случајот во полиција, оди еднаш, два пати, три пати оди во текот на денот, оди утре дента повторно, се префрла од една во друга канцеларија, трета канцеларија, го враќаат дома, овој треба да биде на смена, оној треба да биде на смена, и ние со адвокат после 3 дена одиме и веднаш се решава ситуацијата. Значи, полицијата прави записник за да речеме евентуална, не знам, повреда, односно пречекорување на овластување на полиција. Сакам да се одмаздуваат нешто. Видете, тоа е евидентно дека во Битола се случува, меѓутоа е поразително тоа што вие за да одите и да пријавите еден случај, полицијата каде што треба нели како институција, се ајде зборуваме за полиција, меѓутоа генерално се случува ни сите институции. Значи, вие како граѓани, ако одите да пријавите нешто, институцијата е должна нели да ја прими таа ваша жалба, пријава или што и да е. И сега вие 2-3 дена на вас не ви ја прима. И тука се случува она што професорката најчесто го кажа, интернализацијата. Интернализацијата кај ромската заедница во однос на дискриминацијата е толку интернализирана затоа што тоа е фактички дел од нивниот секојдневен живот. И они просто прифаќаат дека
Тоа што нас ни го прави полицијата, комшијата или било кој, тоа е така затоа што ние сме роми и нема што да правиме поинаку. И поентата ми беше во овој дел, и тука завршувам да идадеме на другиот збор, е тоа што навистина е поразително тоа што ние треба од Скопје да отидеме во Битола со адвокат, за да пријавиме обичен случај, да се земе пријава, нешто што институцијата треба да го направи, нели, кога граѓанинот самиот ќе дојде. И тука ова ни покажува всушност каков е односот и дискриминаторскиот пристап од страна на полицијата кон маргинализираните групи. И сега да не зборуваме за некои покомплексни работи кои што понатаму се случуваат. Како е да се живее, мислам дека професорката најческа спомна, значи не треба да имаш било какви квалификации или не знам, битно е да државата креира услови. Ако ме прашате од сегашен аспект, како да речеме, не знам, високо образован, не знам, во круг на пријатели со различни групи, како е да се живее, исто е, да речеме, како што живеат сите останати, така и јас. Меѓутоа, ако отидете со маргинализирани групи, да речеме, оние кои што се, да речеме, се навистина ставени во една таква ситуација да се чувствуваат како такви, ќе добиете одговор дека е навистина тешко, бидејќи секој еден, не знам, цело време се некако ве одбива цело време. И јас тука исто би кажал, ете, пример конкретно дури и за нас сега, кои што работиме, сме малце повидливи. Често се случуваме, предпоставувам дека и вие си имате најдено во една таква ситуација, кога ве гледаат се, да речеме, во некој поразличен круг или велат дека сте поразлични од ромите. Ти не си како другите. Да, ти не си како другите, нели, ти зборуваш англиски, имаш образование. Значи, тоа многу често ни се случува. Меѓутоа, да речеме, во делот на како е да се живее како ром и како е да се биде ром во оваа држава, е навистина тешко, со оглед на тоа дека, како да кажам, дека сме на средина, да речеме, во оваа држава, затоа што очигледно е, са, не знам, мене, не знам, таква импресија, такво чувство имам, дека во оваа држава, за жал, се уште нема место за останатите заедници. И мислам дека тоа е нешто на кое што треба ние сите да работиме. Сакам да се додоврзам нешто што професорката најчесто го кажа, а тоа е дека кога се соочуваш со дискриминација или сакаш да влезеш некаде на работа или било што, дека аргументот кога некој сака да се скрие позади дискриминацијата е тоа дека се потребни вакви или онакви квалитети. Нешто што, да речеме, не е вистина, меѓутоа го користат. Дискриминаторите го користат тој аргумент. И јас сакам да се надоврзам сега во тој дел. Ако отидете сега вие во маркет или во кафич, многу често во последно време може да видите како ром работи на каса, нешто што не било случај во претходните, да речеме, во изминати, да речеме, 30 години, особено, не знам, последните неколку години, мене многу често ми се случува, одиш на каса, гледаш ром, служи ром, нешто што порано не се случувало. И сега се прашаме зошто тоа се случува, се имаат ромите, овие сегашните генерации имаат поинакви квалификации да работат на каса или пак да служат во кафич. Не, затоа што сега се принудени, бидејќи имаме одлив на население, се принудени ромите да ги вклучат во, да речеме, на работа во супермаркет или кафич. Тоа значи дека не е аргументот дека ромите немале квалификации, кои имале избор или имало дискриминација. Не го вработувам него, ќе го вработам мојот.
нешто што постојано се случува во приватниот сектор, меѓутоа недозволено е да се случува и во државниот сектор, бидејќи тоа го констатира извештајот на Народниот правобранител. Секоја година констатира дека раководителот на институцијата, ако е припадник на македонската етничка заедница, најголемиот број од вработувањата се вработување од македонската етничка заедница, или пак доколку раководителот е албанец, имате вработување само на албанската заедница. Значи тоа цело време нас не се случува и мислам дека потребно е државата да ги креира тие еднакви можности и всушност затоа треба да постојат еднакви можности во една држава во која што велиме дека треба да има социјална правда. Има и стратегија за едно општество за сите. Па видете, ова власт во изминативе неколку години, мислам дека работи на подобрување на меѓуетничките односи, на недискриминација. па видете, по мене не може да имате еднакво општество и не може да почнеме со едно општество, се додека не, како да речам, не имаме некоја ресторативна правда. А тоа е да направиме репарација на претходна неправда која што се случувала, се не знам, во изминатите 30 години, вели професорката Најчевска, меѓутоа ете да се навратиме и назад, да речеме од времето на Југославија. Дури може би сега кажување на постарите, не, на моето семејство дека поубаво живееле, може би не било во тој размер, меѓутоа се додека не се донесеме во една таква позиција во која што секој има еднаков пристап, еднаква можност да го добие, ние не можеме да зборуваме како за едно општество, затоа што тоа што го кажав со Народниот правобранител, ако тоа нас не се случува во институциите, ако нас не се случува јас да не можам да отидам жалба да пишам, да не знам да пријавам случај или не знам било што да направам и нема таков однос кон мене, ние не можеме за жал да збориме за еднакво општество, усвари едно општество. Меѓутоа верувам дека се предпоставам, ако е веќе 30 години ова и претходно не се случува, ако ние работиме кон тоа, се надевам дека не знам неколку генерации можеби состојбата ќе се смени. Меѓутоа во овој момент јас не гледам дека таа состојба се менува кај ромската заедница без разлика на кој да е ниво. И тука јас би сакал само уште нешто да напоменам, а тоа е во делот на платата, спомна професорката Најчевска, јас ќе го врзам со вработувањето. Невработеноста кај ромите, за жал, според UNDP, се уште е на 47%. За разлика од останатите, каде што е 16,5%. 3 пати поголема невработеност имаме кај ромската заедница. Според регистрирани невработени, официјално регистрирани, имаме 32% од работоспособно население кај ромската заедница. 32%. И изнесува 13.705. И сега нешто во делот на квалитетот, само да се надоврзам исто на истражувањето од Советот за регионална соработка, RCC, каде што они правеа истражување и со фирми, со бизнисмени. 16% од бизнисмените не би вработиле ниту еден, не би вработиле роми, дури и да ги поседуваат истите квалификации. Значи, дури и да имате вие исти квалификации, не би вработиле роми. Дури 19% не се баш сигурни. 55% од фирмите кои што биле, од бизнисмените кои што биле анкетирани, 55% не би вработиле нити еден ром, затоа што сметаат дека доколку вработат ром, негативно ќе влијае врз нивниот бизнис. И тоа ни покажува на вистина со што се соочуваме во државата. И само, не знам јас уште колку време, ако не да дадеме на Јулиета, затоа што имам и други... Ако може да вратиме на Јулиета, па Добро, на крај ќе може, дадам уште едно како Затоа што ова се се показатели во какво општество живееме
и како државата креира, да речеме, односно постапува или па креира системски мерки за ваквите, да речеме, проблеми да се надмине. Ние скоро правевме истражување во однос на доверба помеѓу заедниците, затоа сакам да го начнам и тој дел. Вака, проблемот мислам дека е, како што претходно кажав, дека со нееднаквите државата треба да има нееднаков пристап, односно треба да креира поразлични услови, односно нееднакво да ги третира во своите мерки, а еднаквите да ги третира еднакво. Меѓутоа, затоа зошто го зборувам ова? Затоа што вие не може сега, ако некаде, креирате мерка и не таргетирате, затоа што со еднаков пристап ние дефинитивно како заедница или било која група не може да влезете. Значи, ако немате предвидено таргетиран пристап сега, тоа значи дека вие не може да имате влез. Затоа потребен е нееднаква мерка, односно таргетиран пристап, за да може и тие да влезат во тој систем, затоа што, како што претходно кажав, историски групата била дискриминирана. И сега се соочуваме со ситуација каде што некој, смета дека целата оваа држава всушност припаѓа на еден народ и не припаѓа на другите. И сега кога веќе се вклучуваат и останати, се даваат можности, се доведува до таа, како да кажам, едно чувство дека сега јас губам нешто на сметка на тој кој што сега треба да го добие. Без при тоа, да размисли дека сите во оваа држава ние треба да имаме еднакви услови и еднакви можности за влез, односно за користење на било какви услуги. И сега јас тука во делот на дискриминацијата, ние имавме едно прашање, кај што вика имавме негде околу 750 испитаници, и вика, според вас, кој од долго наведените заедници е дискриминирана во нашата држава во изминатите 2 години? Македонците одговориле, дури 46% од одговорите сметаат дека самите себе си се дискриминирани, односно македонците тврдат дека 46% од македонците се дискриминирани. Албанците сметаат дека 35% од албанците сметаат дека тие се дискриминирани, додека пак турците исто така сметаат дека 53% се дискриминирани. Испаѓа дека во оваа држава, секој за себе си веќе се смета дека е дискриминиран на било каков начин, со тоа што ако во изминатиот период можевме со сигурност да тврдиме дека кого и да прашавте кој е најдискриминиран, сите ќе кажеа ромската заедница, сега се доведуваме во состојба сите заеднички себе си да се сметаат за дискриминирани. Тоа сакав само да го врзам. Причината, предпоставувам, е малце подлабока и мислам дека треба сериозно да ја сватиме оваа состојба, затоа што испаѓа дека нашето општество можеби наместо да оди кон едно општество, можеби ние пак на вистина, како да кажем, се поише и поише се повлекуваме самите себе си, немаме никаква интеракција едни со други и мислам дека тоа по мене, не знам професорката можеби или луѓето имаат различно мислење, меѓутоа мислам дека тоа можно е да е причината. Е сега во однос на довербата, само ова и завршувам. Каква доверба имате во ромите? Македонците немаат доверба во ромите, процентот е 56% од македонците немаат доверба во ромите. 57% од албанците немаат доверба во ромите. И 52% од турците немаат доверба во ромите. Ова се околу 750 испитаници. Дали би сакале да имате ром сосед? 50% од македонците не би сакале да имаат сосед ром.
33% од албанците не би сакале да имаат сосед Ром, 13% од турците не би сакале да имаат сосед Ром. Кога би биле работодавач, дали би вработиле Ром, 25% од македонците рекле нема да вработат Ром, 15% од албанците рекле нема да вработиме Ром, и имаме 13% од турците нема да вработат нити еден Ром. Јас може да ја споделам оваа анкета со Цивил, за да не одземаме време од другите, меѓутоа е навистина интересно истражување за да ни покажува всушност каква е состојбата со заедниците во нашата држава. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.